Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за хемокини. Значи, хемокините се една голема фамилија на структурно хомологни цитокини, всушност они се подфамилија на цитокини, кои стимулираат движење на леукоцитите, односно ја регулираат миграцијата на леукоцитите од крвта во ткивата. Значи, ако овде имаме одреден крвен сад, така, во кој што се наоѓаат одредени бели крвни клетки, односно леукоцити, тие под дејство на хемокиниве, овие црвените точки, ќе бидат насочени кон местото на инфекција. Значи, белите крвни клетки ќе се движат насправа концентрацијскиот градиент на овие хемокини и ќе успеат да стигнат на местото на инфекција. Вред. И движењето предизвикано од страна на хемокини или пак некои други хемиски материи се нарекува хемотаксија. Така, значи, таксија движење, хемо поради хемиски материи. Вред. Овие хемокини може да бидат произведени скоро од сите бели крвни клетки, односно леукоцити, од некои епителни клетки, ендотелни клетки, всушност што се епителни на крвните садови, и фибробласти. Некои од цитокиниве, кои ќе ги разгледаме, се произведени конститутивно од сите видови на клетки кои ги набројав. Така, значи постојано се произведени или сите ги произведуваат тие. Но има, например, епителните клетки и леукоцитите, одредени леукоцити, може да продуцираат специфични хемокини, кои се произведени само од тој вид на клетка. Вред, значи имаме општи цитокини кои може да бидат произведени од голем број на клетки и има некои специфични цитокини кои од даден вид на клетка може да бидат произведени. Главно разликуваме над 50 хемокини, така, кои ги класифицираме спрема бројот и положбата на цистинските резидуи на N-терминалниот крај. Односно, имаш протеин, така, кој е цитокин, кој е всушност хемокин, така, значи имаш протеин, и он има N и C крај. Така да речеме дека тука е N, тука е C крајот на протеинот. Вред, врз база на тоа, колку цистински резидуи има и како се наредени при N крајот, да речеме дека тука има еден цистеин и тука. Вред, кај некој друг хемокин, например тука ќе обележиме, да речеме дека тука е N крајот, да речеме дека има два цистински резидуи кои се еден до друг. Во ред, значи врз база колкав е бројот и положбата на цистеините кај N крајот, така ги класифицираме хемокините. И имаме повеќе подкласи, така. Едната е CC хемокини, каде што буквално цистеинот е еден до друг. Така, например, ово е в дека пример. Цистеинот е еден до друг наредени, цистеин, тие влегуваат во CC. Имаш CXC, каде што всушност имаш цистеин, па некоја си рандом аминокиселина, така X, нема врска која е, значи може да е која било друга, па C, каде што цистеините се раздвоени со една екстра аминокиселина. Имаш некои хемокини кои што имаат само по еден цистеин, имаш некои каде што цистеините се раздвоени со три различни аминокиселини измеѓу нив. Вред, но овие две класи се најзастапените, значи CC и CXC. Додека овие C и CX3C се многу поретки. Сега да видиме како всушност доаѓа до продукција на цитокини, односно хемокини. Значи да речеме дека ова е некоја си бела крвна клетка, која е стимулирана од страна на липополисахарид, кој потекнува од некоја си бактерија, или пак може да биде стимулирана од други цитокини, односно интерлеукин 1 и TNF. Која ќе биде стимулирана, ќе се зголеми експресија на одредени гени, односно на гените кои кодираат за овие хемокини и ќе се произведат од соодветните хемокини. Така. Некои хемокини може да бидат произведени од страна на Т клетки, активирани Т клетки, но не многу. Во ред. И сега овие хемокини ќе навлезат, ќе се залепат на крвните садови и тоа на одредени сулфатни протеогликани. Значи се залепуваат на одредени шеќерни компоненти на ендотелните клетки. Или крвниот сад е изграден од клетки, ендотелни клетки, и они имаат одредени шеќерни компоненти на кои се залепуваат овие протеини, овие хемокини. Во ред. И сега кога имаме некоја си клетка која поминува овде, она ќе може да ги забележи хемокините, така? Тоа ќе предизвика зголемување на бројот на интегрини молекули кои се како рецептори на имуната клетка и при тоа ќе се прикачи на други, нели, кам молекули, cell adhesion molecules
и тоа ќе предизвика таа понатаму тука да остане па да навлезе во околното ткиво. Сега, рецепториве со кои клеткава ги препознава хемокините се всушност 7 трансмембрански Г протеин сврзани рецептори. Така. И разликуваме голем сплет на рецептори зависно со кој хемокин влегуваат во интеракција. Според литературата од кој ги вадев овие информации, разликуваме 10 CC рецептори, значи тоа се рецептори кои се врзуваат со CC хемокини. Така. Значи разликуваме CC рецептор 1 до рецептор 10, значи рецептор 2, 3, 4 така до 10. Ред. Додека рецептори за CXC, значи за таа класа на хемокини, разликуваме 6, од 1 до 6. Сега интересни се овие два рецептори, CCR5 и CXCR4, кои што всушност служат како корецептори за прикачување на HIV, односно Human Immunodeficiency Virus. Во ред, значи HIV се прикачува на овие рецептори. Сега интересно е исто така дека те клетките, активираните, можат да прават специфични хемокини кои ќе се поврзат со овие рецептори, така што овие рецептори ќе бидат у наводници зафатени. Ако се зафатени, ќе не можат да се поврзат со HIV. Вред, и на овој начин всушност се спречува HIV да инфицира дадени клетки, бидејќи тие рецептори ќе бидат зафатени. Нормално има и други, но сепак ова е еден начин на кој ќе се намали стапката на инфекција. Инаку, овие рецептори се сретнуваат на голем број имуни клетки, значи овие CCR1 до CCR10 и така натаму, но најголемо разнообразие имаме на Т клетките. Значи Т клетките можат да имаат огромен сплет од овие рецептори, каде што овие рецептори не дека поврзуваат само еден хемокин, така не дека CCR1 го поврзува само, не знам, CC1 хемокинот, него имаат преклапувачка специфичност. Така, например, овој може CCR1 да поврзе два различни хемокини, овој CCR, не знам, 3 може само еден да препознае и така таму. Значи не е дека еден рецептор е специфичен за еден хемокин, имаат преклапачка специфичност. Ајде сега да разгледаме биолошката активност на хемокините. Значи првично кога ги откриле, сметале дека хемокините се само за хемотаксија, што е на некој начин точно, да, нивната главна улога е хемотаксија, но подоцна откриле дека некои хемокини имаат и дополнителни улоги, кои сега ќе ги разгледаме. Но првично да спомнеме дека хемокините поврзани со воспаление се произведени од страна на леукоцитите, додека хемокините кои регулираат клеточно движење се создадени од страна на различни клетки во ткивото. И за првично ќе разгледаме општо процесот на хемотаксија. Значи имаме овдека некои клетки на ткивото, во клетки на ткивото влегуваат и леукоцитите, кои што произведуваат различни цитокини. Така, значи дел од цитокините се интерлеукин 1 и ТНФ, дел од цитокините се всушност хемокини. Така. Во претходните видеа видовме дека интерлеукин 1 и ТНФ ќе всушност ќе зголемат создавање на лиганди за интегрин. Исто така е селектини, други cell adhesion molecules и така натаму. Додека хемокините да ќе направат ваков концентрацијски градиент така внатре во ткивото, но исто така ќе се прикачат на ендотелните клетки и тоа ќе се прикачат на херпан сулфат протеогликан, односно шеќерни компоненти на ендотелните клетки, така ќе се прикачат на нив и сега кога ќе помине одредена имуна клетка, таа со својот 7 трансмембрански ген сврзан протеински рецептор ќе ги препознае овие хемокини, ќе зголеми создавање на интегрини, така значи ава ќе направиме, ќе зголеми создавање на интегрини и после понатаму нели сега ќе се сретне со овие лиганди за интегрин и понатаму нели ќе навлезе внатре во ткивото и ќе го следи концентрацијскиот градиент на хемокините се до местото на инфекција. Но подоцна откриле дека имаат и некои други улоги. Виделе дека некои цитокини, односно хемокини, помагаат при заздравување на ткивата. Значи при коагулација на крвните садови, но општо и при заздравување на остатокот од клетките, не само од крвните садови. Ова е особено важно например кај мускулите, кога вежбаме, така. Некои хемокини се забележени дека учествуваат во процесот на ангиогенеза, некои CXC класа на хемокини и тоа влегуваат во интеракција со CXCR2 рецепторот на ендотелните клетки и создаваат нови крвни садови.
Правени се експерименти каде што генетски модифицирани глувци на кои им фали CXC4 рецепторот имаат проблеми со создавање на некои си нелимфоидни ткива. Значи они не можат да создадат срце, односно кор, церебелум, односно мал мозок. Значи имаат хемокиниве и улога во создавањето на некои си органи, така значи ткива. И не е се разјаснено, значи не се знае целата приказна, не се знае улогата на сите хемокини, но сега ќе видиме некоја си табела со хемокините кои се познати скоро до сега. Поред, овде имаме табела од сите познати хемокини, барем од литературата од која што извади оваа табела, некаде до 2010 година. И гледаме дека се ставени во различни фамилии, или повторно врз база на цистинските остатоци на N-терминалниот крај. Имаме CXC, CC, XC и CX3C, тие беа помалите фамилии, додека овие двете поголеми фамилии. Имаат некои стари имиња, значи интерлеукин 8 порано било CXCL8 што е денес. И гледаме овие се новите имиња спрема новата класификација. Интересно е со кој рецептор се поврзуваат и гледаме дека рецепторите имаат преклопувачка специфичност, така значи не се специфични само за еден цитокин, односно хемокин. Например, овој е специфичен за еден, но голем дел се специфични за повеќе хемокини. Одека имаме друга табела, извадена од друга книга, колку да увидите, можеби има некои разлики врз база на тоа кои истражувања биле правени. Сега, овде имаме еден текст за како всушност хемокините овозможуваат клеточно движење наспрема хемокинскиот градиент. Нели рековме дека како што си е хемокинскиот градиент, во таа насока ќе се движат имуните клетки. И тука всушност можете да си го разгледате, нели на малце поопштено, но главната идеја е дека имаш клетки, така дека на страна ќе го нацртам, кои имаат нормално рецептори, тие 7 трансмембранските Г-протеин врзани рецептори, кои се насекаде низ клетката и прилично се униформно распределени. Вред, и они сега, например, од деснава страна ќе се поврзат со хемокини, така, додека од левата нема се поврзат, бидејќи овдека е, например, местото на инфекција. Така и хемокините, концентрацијскиот градиент иде на овој начин. Вред, сега ќе се поврзат и кога ќе се поврзат, ќе се пратат нееднакви сигнали од различни страни, така што од деснава страна, од кај што се хемокините, ќе се образуваат едни како ноџиња. Вред, кои се околу 30 микрометри може беа долги и клетката ќе се деформира на некој си начин и ќе биде нешто вака. Вред, значи ќе добие како мали ноџиња кон таа страна и ќе почне на некој си начин да се движи. Така, ќе образува повеќе интегрински рецептори, така, и полека ќе си го најде патот до местото на инфекција. Движењето е главно предизвикано од тоа да се создаваат и деградираат различни микротубули, или актински миозински филаменти, но се има генералната идеја, ја знаеме. Вред, и тоа е некој си општи преглед за како всушност клетки се движат. Овдека можете да си разгледате повеќе, значи ќе го поминам по-споро, можете да паузирате да си го прочитате, но сепак не е повторно се разјаснето, но си има генералната идеја, се знае. Може би денеска има некои истражување каде што го знаеме, сепак оваа литература е од 2010. Океј, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.